Коцевски на денешната пресконференција упати важна порака до граѓаните. И покрај тоа што денес нема регистриран ново инфициран од Велес и Велешко од COVID-19 и без разлика што бројките се ниски во последниве неколку денови, сакам да кажам дека не треба воопшто да се олабавуваме, да се олабавуваат мерките, затоа што овој предстои викенд е многу важен. Не треба да дозволиме заради тоа што има одредени недоразбирања во техничката влада помеѓу министерот за внатрешни работи кој е од една коалиција и остатокот од министрите од другата коалиција да не се почитуваат мерките така како што треба. Затоа упатувам апел прво до граѓаните да ги почитуваат мерките за одржување на пристојно растојание и за носење на заштитна опрема и за користење на дезинфекцијски средства, затоа што имам впечаток таму каде што јас се движам дека не се почитуваат мерките, како што имам впечаток дека Министерството за внатрешни работи не ги превзема сите мерки за да ги санкционира. Мислам дека во наредниот период ќе биде клучно како надлежните институции и граѓаните ќе ги почитуваат мерките. Градоначалникот на општина Велес на почетокот на денешната пресконференција ја информираше јавноста за моменталната ситуација на ковид диагностицираните пациенти, како информациите од Министерството за внатрешни работи. Потоа упати голема благодарност до Црвениот крст при општинска организација Велес и ги соопшти нивните активности. Благодарност и да упатам пофалба за втората воредна крводарителска акција која беше организирана, од која се собрани 63 крвни единици кои се многу значајни во овој период заради намалените резерви во државните клиники. Во периодот помеѓу двете седмици на штабот имало еден повик за набавка на лекови и храна, 3 за добивање психосоцијална поддршка и извршен е еден преглед на мобилниот лекар. Во меѓувреме се поделени 78 пакети на самохрани родители и семејства во социјален ризик, од кои 25 се само со хигиенски производи, а 53 и со прехранбени и со хигиенски производи. Градоначалникот Коцевски продолжи со тоа што ја извести јавноста дека ЈКП Дервен успешно ги извршува обврските за перење со дезинфекцијски средства на јавните површини на улиците. Штабот на општина Велес повторно донесе одлука да не го отвора малиот затворен пазар во нова населба, затоа што нема добра вентилација. Исто така остануваме на ставот дека малиот паркинг зад училиштето Панко Брашнаров не смее да се дозволи за продажба на производи како што тоа се случуваше досега. Би сакал да упатам извинување до сите граѓанки и граѓани на општина Велес затоа што јавното комунално претпријатие Дервен не е во состојба заради бујната вегетација која произлегува од соодветните временски услови навреме да ги коси требните површини, бидејќи има 12 отсутни работници, од кои 4 се косачи и 8 општи работници само од работната единица паркови и зеленило, заради тоа што го користат правото да бидат дома затоа што имаат мали деца до 10 годишна возраст или се хронично заболени. Правиме вонредни напори со новиот проект кој од денеска започнува да се реализира со поддршка на Рома Актет, Сонце, UNDP и Швајцарската агенција за развој и соработка. Ангажирани се во следните 22 работни денови 4 припадници на ромската заедница кои ќе работат на дезинфекција на површини каде што воглавном живее ромско население. Коцевски исто така соопшти дека од денес на градскиот пазар се отвораат уште 2 дополнителни влеза, како и можност на трговците за продавање на непрехранбени производи.